Невладините и Сдруженијата за заштита на животната средина реагираат за два предлога за измена на закони поврзани со минералните суровини и концесиите. Според нив, на овој начин би се овозможила експлоатација и на површини каде што не се расчистени имотно-правните односи. Предлагачите пак апелираат измените да се анализираат подетално. Афродита Рамос. Два предлога за измена на закони поврзани со минералните суровини и концесиите, поднесени по скратена постапка од пратеници од владеачките партии, го вклучи алармот кај дел од зелените невладини организации. Оттаму велат, нема да дозволиме државата да се претвори во рудник без правила, а природните богатства да се стават на распродажба. Една од клучните забелешки им е што според нив со измените ќе се овозможи експлоатација да се прави на површини за кои нема чисти имотно-правни односи, а доволно ќе биде само да се прифати иницијатива за експроприација. Може да се работи со скратена постапка да се донесат измени на закон, ако постојат итни околности. Кои се итните околности на овие 5 пратеника? Ние сме една држава малку помало од Холандија, пребогата, што ги даваме планините под концесии на странци да профитираат. Активистите од цела Македонија, така наречениот граѓанскиот отпор, е станат многу голем. Еден од предлагачите, пратеникот Бојан Стојановски, апелира предложените измени да се анализираат подетално и повика секоја забелешка да се испрати до електронските адреси на предлагачите. Сакаме тука да го зајакнеме државниот интервенционизам во одлучување и во заштита кон минералните суровини, но и да имаме процедурални и олеснувачки околности, доколку се е според закон да може некој да влезе и да ги некако, да кажем, оплодува тие минерални суровини, но никако не станува збор за било каква злоупотреба на минерални суровини, додека во законот за јавно-приватно партнерство, кој што за прв пат даваме можност, овој пат и оној кој што сака да биде партнер со државата да има можност да поднесе иницијатива, заштитувајќи ги законите, заштитувајќи го капиталот кој што имаме како држава и природните и минералните суровини, ќе може на некаков начин да го отвориме системот